Православните христијански верници денеска и утре го чествуваат празникот за Душница, додека пак во недела е Духовден. Токму на оваа тема утрово во Македонија наутро разговараме со отец Мартин Ѓуревски. Отец Мартин, кажете ми зошто се празнува, зошто се чествува за Душница? Саботата е ден во кој црквата во своите богослуженија, започнувајќи во петокот на вечерната, па се до саботата, на вечерната се моли за упокоение на сите порано упокоени православни христијани. Но црквата определила и посебни денови кога се спомнуваме за сите оние кои што не се физички присутни помеѓу нас, а тоа се задушниците. Задушниците во Македонската православна црква имаме 3 задушници. Тоа се пролетната, во февруари или во март, во зависност од тоа кога се паѓа најголемиот христијански празник Воскресението Христово Великден, пред Духови или Педесетница, престојнава задушница која што ни предстои, и исто така пред празникот Свети Великомаченик Димитри или Митровденската задушница. Задушниците се тие денови во кои што правиме молитвен принос за сите оние наши православни браќа кои што не се физички присутни помеѓу нас. Исто така со Христовото страдање, Христовата жртва е последната крвна жртва, ние православните христијани при тој молитвен принос принесуваме бескрвни жртви, леб, вино и пченица. Свети апостол Павле за пченицата вели дека секој оној кој што ќе умре ќе воскресне, исто онака како што пченицата се става во земјата за да израти, тоест за да оживее, но за да оживее мора да умре. Така да исто така и лебот кој што го даваме како дар, го спомнуваме во молитвата Оче наш, лебот нас насушен дај ни го денес, но исто така го добиваме како продукт од пченицата и виното го користиме како принос и свеќе. Отец Мартин, луѓето на ден за Душница раздаваат огромна количина на храна. Што е правилно за раздавање на овој ден? Храната која што се носи на задушница треба да биде во помал број, да не се раздава толку големи количини, бидејќи дел од таа храна има традиција во пракса да се остава по гробовите, што исто така може да се растури храната која што е оставена на гробовите. Подобро е храната која што ќе остане да се даде на сиромашните. Зошто? Затоа што давањето милостиња прво е христијански чин, а исто така, давајќи милостиња, им даваме на оние на кои што им е најмногу потребна, на сиромашните, а со тоа правиме добро дело за покојните, се молиме за нивната душа, и на оние кои што им ја подаваме храната, велиме да се најде за душа, за душата на починатиот, а исто така тој што ја прима одговара со зборовите Бог да го прости, а со тоа се моли за душата на покојниот. Потребно ли е свештеник да изврше молитва Трисагија на гробовите на починатите? Денеска утре свештениците се наоѓаат на гробиштата. Всушност и тоа е суштината на самата задушница, да се направи молитва или трисагија. Трисагијата која што ја прави свештеникот е чинот во кој што тој се моли за опростување на гревовите на покојните, се моли Господ Бог да им дарува Царство Небесно и да ги упокои во лоното на праотецот Аврам, значи да ги насели во рајските градини, затоа и молитвата е најпотребна. Трисагијата е потребна да се направи на гробното место, бидејќи за душата најдобар дар по смртта е молитвата, најполезно нешто. Кажете ми, има ли разлика помеѓу летната и зимска задушница? Разликата која што ја наоѓаме е опишана во црковната хеортологија, која што е наука за историјатот на постанокот на празниците. Првите две задушници ги имаме како сведоштво ги имаме порано во пракса, додека пак за Митровденската задушница
ја имаме во 14-тиот век од први во Руската православна црква кај русите, се правела во чест на паднатите борци на битката во 1380 година и секоја сабота пред Митровден се правело се молеле за починатите војници, но подоцна во пракса, како што ја имаме и во денешен период, се молиме за сите оние упокоени наши браќа и сестри кои што физички не се присутни помеѓу нас. Отец Мартин, црквата советува во недела на Духовден да не се оди на гробишта. Зошто е тоа така? Тоа е така направено затоа што пред самиот празник Духови всушност ја имаме задушницата, каде што можеме да одиме на гробишта, да ги посетиме гробовите на нашите блиски роднини и пријатели кои што, како што веќе напоменав, не се помеѓу нас. И на Духови не треба да се оди на гробишта, бидејќи празникот Духови нема никаква поврзаност со починатите, тоа е некоја традиција, обичај да се оди на гробовите за Духови, но нема никаква поврзаност со самиот празник. И уште едно прашање за крајот на нашиот разговор. Задушница е за починатите, како што кажавме, а Духовден е роден ден на црквата. Какво е празнувањето на Духовден, бидејќи многу често овие празници се мешаат? Да, како што веќе напоменавме, задушницата е за покојните, затоа ја имаме и пред празникот, а Духовден е еден од 12 големи господови празници. Се празнува како и сите останати празници во Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Најпрвин православните верници треба да дојдат на богослужба, на неделната богослужба која што ќе се богослужи во сите храмови на Македонската православна црква. И оваа богослужба е малку поспецифична. Зошто? Затоа што освен литургијата, по завршувањето на самата литургија имаме и вечерна богослужба со молитви за колено преклонение. Значи, буквално сите оние присутни луѓе кои што се во храмот на литургијата коленичат и ја призиваме во молитвите, ја призиваме благодата на Светиот Дух. Во црквата имаме постелано зелени листови, која е и сама символика на Светиот Дух, затоа што на тој ден се случува 50 дена по воскресението на самиот наш Спасител Господ Исус Христос. Бидејќи во својата проповед тој учеше дека ќе воскресне, како што и воскресна на Великден, потоа им се јавуваше на своите ученици, а по 40 дена се вознесе на небесата. Пред вознесението им вети на своите апостоли дека ќе им го испрати утешителот, Духот на вистината. Всушност тој е Светиот Дух кој што ќе слезе врз апостолите на празникот Педесетница. Во делата на светите апостоли се пишува дека апостолите се собрале горе на молитва на празникот Педесетница во горната одаја и одеднаш се слушнал шум и Светиот Дух се легол врз апостолите. До тогаш апостолите биле, да кажам, необразовани личности кои што биле рибари, но со слегувањето на Светиот Дух врз нив започнале да зборуваат за работи за кои што дотогаш и не знаеле, но не зборувале тие, туку зборувал Светиот Дух зборувал преку нив, кој што слегол на Педесетница. Исто така, тука се случи покрај ова чудо и проповедта која што била искажана на Педесетница, се покрстиле 3000 луѓе. Освен тоа, овој празник Педесетница, како што веќе напоменав, е 50 дена по воскресението Христово и се слави исто како и Великден, 3 дена. Педесетница, слегувањето на Светиот Дух врз апостолите, роден денот на црквата, како што кажуваат и самите теолози. Во понеделникот е Света Тројца, троичниот Бог кој што го проповедаме, Отецот, Синот и Светиот Дух. Затоа и проповедта е на апостолите да одат и да проповедаат и да крштеваат во името на Бог Света Тројца. И третиот ден е Светиот Дух, всушност оној кој што слезе врз апостолите, утешителот, за да можат апостолите
да одат и да го проповедаат Словото Божјо на секаде. Освен тоа, сите оние кои што ќе бидат присутни во црквата, кои што имаат слава, може да донесат во црквата леп, пченица и вино, да дадат еден дар или принос пред Бога, една бескрвна жртва. Бидејќи Отец Мартин, во интерес на времето, ви благодарам за објаснувањето за Душница и Духовден и покана до верниците да дојдат и да ги посетат православните христијани. За празникот за Душница и Духовден разговаравме со отец Мартин Ѓуревски во храмот посветен на Свети Илија во општина Аеродром. Јована?